TikTok, најпопуларната платформа за социјални медиуми во САД, стана дел од американската култура. Но незината кинеска собственост и потенцијалниот пристап на Пекинг до сите лични податоци и способноста да го обликува јавното мислење за своите американски корисници го натера Конгресот да го забрани. Тоа се случи и покрај тоа што главниот извршен директор на TikTok, Шоу Зичу, апелираше до американските корисници на неговата платформа да се борат против законодавството. Protect your constitutional rights. Make your voices heard. Со забрана на одложување од страна на Врховниот суд на САД, ByteDance, кинеската компанија која е собственик на TikTok, ќе го изгуби пристапот до својот најголем пазар на 19 јануари, вели професорот по право на Универзитетот во Минесота, Алан Розенштайн. Assuming the Supreme Court upholds the law, unless the Trump administration can find some workaround, which I'm doubtful they'll be able to, the choice is either sell TikTok or face a ban in the United States. И председателот Џо Бајден и новоизбраниот председател Доналд Трамп ја поддржаа забраната. Но Трамп го промени мислењето откако неговите предизборни видеа за време на минатогодишните избори се покажаа како добри на TikTok. They brought me a chart and it was a record and it was so beautiful to see, and as I looked at it I said maybe we got to keep this sucker around a little while. Врховниот суд на САД ќе има можност да ја слушне жалбата на компанијата на социјалните мрежи. Судиите ќе ги одмерат аргументите за националната безбедност наспроти уставните гаранции за слобода на говор за американската поддржница на ByteDance и незините 170 милиони корисници во САД, објаснува професорот Розенштайн. That's one dimension of the conflict, but in another sense, it's also a fight within free speech itself, because one thing the government is arguing is that one of the dangers of having Chinese ownership of TikTok is that the Chinese government would be able to manipulate the algorithm and therefore distort the speech environment itself. Канадскиот инвеститор Кевин Олири вели дека го информирал новоизбраниот председател Трамп дека е блиску до договор за купување на американските права на TikTok, што ќе го спаси од забрана. I wanted to let him know, as well as others in his cabinet, that we're doing this and we're going to need their help. Трамп побара од Врховниот суд да го стави случајот во мирување, за да може да преговара за продажба на платформата по неговата втора инаугурација на 20 јануари, денот откако забраната ќе стапи на сила. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чомовски, Вашингтон.